Уставниот суд одлучи. Нема апанажа за оние функционери кои си поднела оставка или пак биле разрешени. На денешната седница судиите едногласно изгласа укинување на членот 22 од Законот за плати и надоместоци за избрани и именувани лица. Што практично значи дека нема веќе плати за пратениците, министрите, функционерите, кои пред истекување на нивниот мандат прекинале да ја вршат својата работа. Овој член според судот нема никаква уставна оправданост и затоа сите 5 судии гласале истиот да биде укинат. Судот го зема предвид фактот дека до оставка или до разрешување доаѓа заради некаков вид на одговорност поврзана со вршењето на доверената функција. Според судот, оставката и добивањето на парична домосток во вакви случаи се меѓусебно неспојливи и затоа е донесена укинувачка одлука. Одредбата е спротивна на владењето на правото, која е една од темелните вредности на нашиот устав предвидена во членот 8. Сепак, она што треба да се напомене е дека одлуката на судиите е укинувачка, а не поништувачка. Па така, свежа разрешените министри и функционери сепак е може да земаат плата од државната каса, но само доколку поднесат барање пред укинувањето на членот 22 да стане и официјално, односно пред да биде објавено во службен весник. Со оглед на фактот дека одлуката е укинувачка, ќе важи за оние функционери, пратеници или раководни лица кои што ќе се разрешени или кои што ќе си поднесат оставка во иднина. Значи, од моментот кога одлуката излегува во службен весник. Инаку, Законот за плата и други надоместоци на пратеници во собранието и другите избрани и именувани лица предвидуваат пратеник да може да остварува плата и по престанување на мандатот за време до 1 година. И тоа, 3 месеци ако мандатот на пратеникот траел до 6 месеци. 6 месеци доколку мандатот на пратеникот траел од 6 месеци и 1 ден до 12 месеци. 9 месеци ако мандатот на пратеникот траел од 12 месеци и 1 ден до 24 месеци. И 12 месеци ако мандатот на пратеникот траел 24 месеци и 1 ден и повеќе. Иницијативата за укинување на апанажа на разрешените или функционерите во оставка беше поднесена на почетокот на 2022 година од страна на струшки адвокати, кои наведоа дека исплатата го нарушува принципот на еднаквост. Функционери, раководители, директори, министри, пратеници добиваат апанажа по завршувањето на нивниот мандат, што представува дискриминација по општествен статус. Законот за работни односи предвидува исплата на плата за извршена работа, а назначените функционери добиваат плата по завршување на работниот однос. Според правниците тоа не е оправдано ниту од економски, ниту пак од правен аспект.